На кратко јас само би сакал да објаснам дека во моментот од тендерот кој што го имавме големиот за набавка на опрема, сега се пристигнати трите метларки кои што беа тендерирани. Станува збор за нови метларки од македонски производител, што е многу битно, и станува збор за метларки од среден вид кои што ние ги класифицираме за поурбани места, односно поурбани заедници и по потесни улички, да можеме да го офатиме целото подрачје на општина Каваци. Морам да потенцирам да кажам дека општина Каваци 2018 година беше првата општина надвор од град Скопје што донесе метларки за машинско чистење и пометување на улиците. Тие метларки се во функција, уште една е во функција од нив, затоа што амортизацијата кај нив е малку од поголем обем. Меѓутоа, јас сум денеска среќен и благодарен за тоа што имаме 3 нови метларки. Пак ќе потенцирам од македонски производител Браковелес со Евро 6 светски стандард на емисија за загадување, со економичност максимална во делот на потрошувањето на гориво и со гаранција која што ја дава фабриката за понатамошното работење на самите метларки. Овие метларки имаат капацитет и до 20.000 метри квадратни да метат на час, така да имаат огромен капацитет. Обукта ќе се изврши од самата компанија и мислам дека нашиот пример како општина ќе го следат и другите примери општините за тоа што македонскиот производ престате да го претежираме. Јас можам да се заблагодарам на фирмата за тоа што дадоа екстра добри цени на самото јавно надавање на тендерската документација. Како општина знаете дека сме меѓу позагадените во делот на PM42 и ПУ-10. Токму ова е решението за булеварите, тротоарите и улиците со овие метларки кои што метат и имаат вакуумно осисување и имаат оросување со вода, да таа прашина која што имаме од сообраќајот, од движењето, од сето друго кое се таложи, да се акумулира во овие метларки и соодветно да бидат булеварите и улиците чисти. Во моментот комунарот се располага со 2 големи метларки булеварски, една средна и овие 3, значи тоа се 6 метларки на ниво на општина. Мислам дека е презадоволително и од големо значење за жителите на општина Каваци. Јавното предпријатие комуналци понатаму ќе продолжи да инвестира во нова опрема, модерна опрема и модернизирање на самото предпријатие, за тоа што ќе дадеме значење и на инфраструктурата, меѓутоа и на квалитетот на животот на граѓаните на општина Каваци за почисто кавадарци, почист воздух и нормално подигање на стандардот на самата општина. Со овие метларки кои што се набавени, ова е една модернизација на целосното пометување на град Кавадарци. Се повеќе че има машинско пометување и рачното пометување нема да го изостави, меѓутоа сега буквално секоја уличка, секое место, секое село ќе биде најмалце 10 пати во месецот пометено со една од овие нови метларки. Значи, пометувањето одиме со една нова современа технологија, така да се надевам дека и загадувањето нема да биде тоа што е сега и дека одиме од еколошки аспект ќе бидеме на едно многу повисоко ниво. Ова сега, значи, како јавно предпријатие инвестираме во основни средства, во модернизација на механизацијата која што имаме. Ова е еден дел од тендерот кој што го завршивме пред одреден период. Имаме уште 2 дела од тој тендер кој што се во тек постапката за набавки. Тоа во скоро време потребно е да пристигне специјално возило мултифункционално за чистење на снег и за мулчирање. Тоа ќе се случи во наредната недела, а за 3 месеци најмногу ќе стигне уште една цистерна за перење на улиците. Таа исто, значи комплет тендерот е завршен, само роковите на испорака се малце подруги. Зимската служба го имаше првото посериозно действување за оваа сезона. Како помина работењето? Да. Овој викенд кој што помина имавме снег на повисоките места под Кожовието, така да повторно добро се снајдовме. Нашата механизација која што беше на некој начин дадена на користење од фирмата Кожовчанка, со нашите стручни служби
добро се снајдоа во овој момент, ги исчистија за рекордно време сите патишта во Подкожувието, исто така во сите оние подалечни села, во Мајден, во Рожден, направивме да има пристап. Мислам дека добро се снајдовме и дека сега и во наредниот период со новото возило кое што ќе стигне ќе бидеме уште повеќе опремени. Нашите машини се пласираат секаде во светот. Ние сме многу благодарни на општина Кавадарци што ни ја даде довербата да набави машини од нас и сигурни сме дека ќе оправдаме таа доверба. Посебно сме среќни што општина Кавадарци е една од оние општини која сваќаат важноста на промовирањето на домашните производи и за тоа сме многу благодарни. Нашите машини, како што реков, работат во над 50 држави на сите континенти во светот. Но продажбата во Македонија ни е особено драга. Значи ние исти вакви машини испорачавме 40 во само еден светски град оваа година, но верувајте ми, овие 3 ми се подеднакво драги како тие 40 затоа што се тука. И благодарни сме на општина Кавадарци и се надеваме дека ќе бидат задоволни од нашите производи и дека понатаму ќе имаме простор да надоградиме флотата. Хигиената и чистотата во општина Кавадарци е број 1 и нешто по што сме посебно горди како жители на општина Кавадарци и како актуелно раководство. Тоа што ме прави посебно горд е дека со ова набавка на овие 3 метларки направивме двојно добро за македонската економија. Тоа е фабриката Брако, една од најминентните македонски фирми која и tekako придонесува за економијата во нашата држава. Ја промовираме и тоа е посебна добле за нас. А второ, во однос на функционирањето на јавното предпријатие во подобрување на хигиената и чистотата, за кое сметам дека сме безпрекорни пред се и најмалата замерка при посетата на урбаните средини беше токму во однос на хигиената. Таа беше на едно високо завидно ниво и релативно можам слободно да кажам дека ни еден граѓанин во однос на хигиената не ни спомна дека манкаме во однос на планот. Така да тој план и програма на јавното предпријатие е на едно високо ниво, како што каже и директорот во набавката на овој тендер, каде што преку Советот на општина Кавадарци се овозможи се прифати нивниот план за набавка на овие машини. Се надевам дека ќе се комплетира развојот за чисто модерно и урбано Кавадарци, за што сме посебно горди. Впрочем, инвестирањето во инфраструктура, инвестирањето во машини кои ќе овозможат подобрување на хигиената, чистотата, атмосферска, фекална канализација е нешто кое е возможно и нешто кое посебно не прави горди, а воедно да не заборавиме, овие јавни предпријатија се наменети токму за нашите граѓани. Впрочем, инвестирањето во јавните предпријатија сами од себе, дали било преку земање на кредит, во инвестирање во механизација или било што, се покажа како одличен процес, односно битна е идејата, желбата со добар тим и реализацијата.